Ете, веќе продолжуваме со Здрава Македонија по вестите и гостите ни се секако тука. И денеска имаме интересни спој на професии, на една трпеза, ќе зборуваме за сето она кое што тие професионално го работат, а секако ќе ги прашаме нешто од она кое што на сите нам ние секојдневие. Во овој дел ќе ви бидеме домаќинки вами на нашите гости, јас и колешката Цеце. Цеце, добро утро. Да, верче официјално пред гледачите, гостите пред камерите, добро утро. Се надам дека сте добро, вака поразборувано од мене ова утро. Јас исто се надам дека ќе имаме навистина убаво дружење, бидејќи имаме најразлични професии на трпезата и ова утро и ќе бидеме доволно интересни за да останете на програмата на Канал 5. На верче како што си е редо да си ги представиме уште еднаш. Така е, уште од 6 наутро, 6:45 се дружиме, но еве јас се извинам, редно е да си ги поздравиме нашите гости уште еднашка. Веднаш до мене е доктор Валбон Лимани, кој што ни доаѓа од Гостивар, градоначалник на општина Гостивар, но и доктор, ендокринолог. Добро дојдовте. Добро ја најдов, благодарам за поканата. Така, вие сте ни прв пат во Здрава Македонија. Да. Верувам дека убаво ќе си поминете. Досега сите оние кои што точно убаво си поминале, така да верувам дека и со вас сите ќе позборуваме на убави теми. Веднаш до вас ни е Теја Трајковска, позната на нашата јавност, а и наша пријателка на Здрава Македонија и на Канал 5. Теја, добро утро и добро дојде. Добро утро, Вера, добро утро, Цеце. Многу ми е мило што се гледаме. Веќе некој време се договараме да дојдам и тако несно се склопивме. И помина хаосот новогодишен. Така, сега малку да издишиш и таман да промовираш се што направи. Да, почнеме годинава со вас како што треба. Така и со убава енергија. И веднаш до вас е Владимир Глигоров, кој што е ракометен тренер. Добро утро за вас. Добро утро за вас. Прв пат и вие сте ни во Здрава Македонија. Да, прв пат гостувам. Така, но благодарам за поканата. Така, но и со вас имаме убава тема, затоа што токму денеска на 15 февруари започнува Европското ракометно првенство. Јануари, да. Јануари и ќе трае до 1 февруари. И навистина нешто значено кога станува збор за спортот, што се случува? Ракометот обично ги продолжува празничните славања секој јануар, затоа што по последниве 10 години и повеќе е редовно присутен на европската и светската сцена. Очекувам дека нашите симпатизери, навивачи, дека ќе имаат уште едно првенство каде што ќе уживаат во надпреварите од нашите репрезентации, иако групата во која што се наоѓаме не ни дава баш некој преголем оптимизам за некои резултати, меѓутоа ќе видиме. Така, кога сме кај групата, Македонија е во групата Б со Данска, Португалија и Романија. Тешка група? Па да, тешка група во однос на првите два противника кои ги спомнавте. Романија е години наназад некако во втор план ракометно, иако они настојуваат да се вратат на патеките на старата слава што има и која беа некој лидер во ракометот, со оглед на начинот на надпреварување во втората фаза на надпреварувањето од две репрезентации и ќе биде малку тешко да се реализира таа цел. Меѓутоа, секојаш треба да се влезе со голем оптимизам и со верба, па ќе видиме. Така е, во спортот се, нели, сите се е дозволено и никогаш не се знае. Да, надпреварот трае 60 минути, за тие 60 минути треба се даде максимум. Да, треба се даде максимум. Треба се даде максимум. Она кое што исто значи дека сега во петок, тоест односно утре, започнуваме надпревар со Данска, не првиот надпревар што ќе го играме на ова европско првенство. Моментално, како да кажем, носител на квалитет на ракометот на светско и европско ниво и многу е лошо да го отворите надпреварот со еден таков противник пред своји домашни навивачи во преполна сала од 15.000 надпревари, овој гледачи. Не верам дека тоа нешто премногу лошо ќе влие врз нашата репрезентација. Мислам дека би требало да даде некој дополнителен мотив и да се обидат да се представат во најдобро можно светло, а надпреварот ќе покаже. Така. Дали сме и колку сме спремни. Да. Дали се пак се надевате дека со ова европско првенство некако ќе се трасира пласманот и патот до светското? Кој што треба да биде 2027? Мислам дека со оглед на овие предквалификациони надпревари што се играат во сенка на европското првенство за баражот за светското, мислам дека и овој пат
ќе бидеме среќни и ќе добиеме некој противник со кој што можеме да се носиме и да се пласираме на наредното светско првенство. И тоа не е ни толку голем проблем. Проблем е што ние веќе мора да преминеме од постојано учество во градење на репрезентации и ракометари кои што ќе се натпреварат за реализирање на конкретна цел. Некои репрезентации тоа го направија, вклучувајќи Португалија, која што е во нашата група и изгради една доста силна и репрезентација со капацитет да може да направи уште поголем исчеко резултатски. Последното беше 4-то место на светско првенство. Се уште е таа репрезентација доминантна со капацитет за големи дострели, така да ние ќе мора да пратиме некои други искуства, мора да направиме некои промени за да го пренабрегнеме ова постојано учество и тоа да не биде само цел и да трансформираме репрезентација која ќе се стреми кон некои повисоки цели и дострели на учество на овие големи надпреварувања. Така. Доктор Лимани, она кое што во Густивар ни се случуваше изминатиот викенд, се закружија локалните избори. Вие сте новоизбраниот градоначалник на општина Густивар. Претходно бевте председател на советот на општината. Па некако како да и стана традиција во Густивар доктори да се градоначалници. Тоа секако верувам дека и како дел од советот добро ви се познати оние проблеми кои што ги имаат граѓаните и градот воопшто во Густивар. Па да, долг период траеше изборот на градоначалник во Гостивар, нели на 19 октомври за малку за 21 глас немавме цензус. Па повторени избори, претходно нели бев председавач на совет, но бев и вршител на должност градоначалник околу 15 месеци. Гостивар, како и повеќето други општини во нашата држава Македонија, има проблеми со кои секојдневно се справува и има многу предизвици. Се надевам дека сега со 4 годишен полн мандат ќе успееме барем дел од нив да ги решиме, а дел, ако ништо друго, како проекти да ги започнеме, па се надевам дека наредниот градоначалник ќе ги продолжи истите. Така. Много политички коректно не одговори, ама јас морам да прашам кои се главните и најголеми проблеми во општина Густивар? Најголемите проблеми се пред се инфраструктурата. Има неколку проекти предвидени кои се надевам дека во овој мандат ќе ги решиме, се со цел да речам сообраќајниот метеж кој ни се случува, а посебно во летниот период кога скоро двојно се зголемува бројот на жители, нели сите кои работат надвор од земјата доаѓаат, да. И доаѓаат, се враќаат во тој период. Справувањето со кучињата, скитници, проблем кој скоро паркингот верувам дека исто така. Паркинг местата се исто така еден од проблемите и менаџирањето на отпадот, нормално паралелно со кревањето на свеста кај нашите сограѓани како треба да се однесуваме со околината и со животната средина. Има многу предизвици, но јас верувам дека со вие веќе нудите решенија. Да, со добар тим и во соработка пред се со граѓаните, ќе успееме некои од нив да ги решиме, некои од нив да ги намалиме. Секако потребен е некои проблеми едноставно не се решаваат што се вели ден за ден или пак им треба малце поголем процес затоа што и не настанале од еден ден. Тоа е подолговременски период кој што се провлекуваат што се вели. Јас одрешив да ги замолам да ни го пуштат видеото кога сме веќе кај проектите, да видиме за што станува збор. Навистина беа многу убави од она што можеше да се види всушност како би изгледал Густивар со пешачка зона, подземни гаражи каде што ќе навистина вака мондемски, светски трансформиран Густивар изгледа во едно, ако успеете секоја чест да го направите. Ќе се реши вака и проблема со паркингот и може Скопје ќе земе пример. Па да.
горе ќе биде една убава зона каде што ете граѓаните ќе може да уживаат во зеленило, да се дружат, да се социјализираат. Верувам дека економски ќе биде добро тоа за градот, затоа што Гостивар навистина важи за еден град и од околните градови да знаат да дојдат во пазарните делови, да си пазарат во Гостивар. А и важите дека имате многу добри мајстори во околината за Маврово или те викаат кога ќе ти треба мајстор, градежен или било што треба да се сработи, да си бараш од Гостивар. Да, овде значи првиот проект нели се работи за централното градско подрачје, за плоштадот. Проектот, идејниот проект е на еден млад архитект од Гостивар. Е така предизвикувачки проект, затоа што е проект кој пред се кошта многу, затоа што се работи за 2 нивоа подземни паркинзи, се работи за целосно преуредување на централниот дел на градот со различни делови, детски качиња, зелени површини и ред други елементи. Проект кој се надевам доколку има пак повици од владата за помош на општините, како што беа минатата година, тогаш би можеле таму со наше кофинансирање да аплицираме, доколку не, најверојатно ќе се оди на втората варијанта со јавно-приватно партнерство. Ова второ што гледам, ова е до општинската зграда. Исто парк моментално е, но предвиден е подземен паркинг на 2 нивоа, затоа што еден од проблемите главни се недостатокот на паркинг места. Затоа што е многу густо јадрото всушност во Гостивар. Ова е предвидено на 2 нивоа, 126 места. За ова така малку пооптимистички ќе кажам дека се надевам дека до на крај мандатот ќе го реализираме. А околу централното би требало ли тоа да го релаксира некако градот да се има? Да, верувам дека тој дела посебно ако успееме и овој плоштадов да го реновираме со тие 2 нивоа на подземни паркинзи каде што се предвидуваат на 220 паркинг места, тогаш веќе малку полесно ќе се дише во Гостивар околу овој проблем. Да вистина многу убаво изгледа ако се успее без разлика дали за вашиот или кој понатаму ќе продолжим али во целост да се реализираат овие проекти, навистина или не само во Гостивар, и во останатите градови вакви некои урбанистички поголеми зафати би било посериозен, најмалку бар во нашиот мандат да го започнеме, па се надевам дека ќе го заврши наредниот градоначалник или градоначалничка. Така да имаме визија, се надевам дека добар дел од таа визија ќе успееме до крај на мандатот да ја реализираме. Бидејќи се доктор ендокринолог, ендокринологијата навистина е, да речеме, гранка во медицината која што засега многу граѓани. Дали повеќе сега кога сте и градоначалник, ви се обраќаат и како на доктор или повеќе на градоначалник или кога доаѓаат до вас и за двете работи ве прашуваат? Од двете исто. Значи, да, има луѓе што ја користат приликата да добијат и некој медицински совет, но има, да, луѓе пациенти кои се јавуваат за проблемите, посебно, пример, пациентите со хронични болести, како што е диабетесот, тие се и навикнати, склони да секојаш да комуницираат со истиот лекар. Така да, има побарувачка да решам, да, и во својство на градоначалник, но и во својство на лекар. Каде ја најдовте поврзаност, да речеме, со политиката како доктор? Добро, и двете професии на некој начин работите за општо добро. И како градоначалник сега за граѓаните од друг, нели, аго, но и како лекар сега кој работите за општо добро. Добро, јас би рекол дека и двете се, од моја гледна точка, и двете, ќе ги наречеме професии, се хумани, затоа што функцијата градоначалник ја гледам како служител на народот и како ништо повеќе од тоа. Секако се врзува со нашата професија, каде што исто во секој момент им излегуваш во пресрет и им помагаш на луѓето. Така да тука е таа заедничка точка, би рекол. Едно ќе кажам дека политиката е тешка за
за луѓе со емоции. Јас сум емоционален и имам потешкоти во однос на справувањето со некои такви ситуации. И затоа и пред малку го кажав, се надевам дека со завршување на овој мандат ќе завршам и со политиката и нормално целосно да се посветам на мојата професија. Така, добро. Теја, да не те забораваме и тебе, како што кажа и Цице, имаше навистина активен период до крајот на годината. Верувам дека убаво ја заокружи 2025, дека убаво ти започна 2026-та, но ајде, раскажи ни за сето кое што изминатиот период навистина активно го работеше. Искрено, многу поубаво ми заврши и ми почна оваа година, што ми беше тековно 2025-та. Така да некако и покрај се што се случуваше, не завршив на нека убава нота и баш ми е мило ето што така беше. Декември ми беше малку подинамичен, генерално кај нас музичарите секогаш декември така изгледа. Со настапи со ангажмани работни, меѓутоа нели промовирав нова песна, затоа сум денес тука. Не ми троши време, јас морам да те прашам кој ти троши време. Веќе никој. Веќе никој. Меѓутоа, како и сите песни нормално кога ги создаваме, некаде мора да почне да трне инспирацијата од некоја појдовна точка. И што знам, некако хубаво е што ја се случува, имаш кај да го канализираш тоа, дури од лошите работи излегува нешто убаво. Така да, мислам дека 12 декември излезе Не ми троши време, ако не се лажам. Добро, во декември беше сигурно. Да, ја пуштивме со видеозапис заедно со мојот тим. Видеото го изработи Никола Наумовски, голем поздрав на него. Песната е на Лазар Цветковски, мојот долгогодишен соработник и продуцент. Текстот е мој на Таско. Да, хитмейкер. Дефинитивно, голем поздрав до Лазе. И Лазе беше во студиото во Тетово? да. Да, така да јас сум многу често натака Тетово гостивар. Значи нека Тетово гостивар. Да, и имам и настапувано доста пати во гостивар, така да се согласувам дека е проблем паркингот. Каков е тогаш ноќниот живот ете во гостивар? Па искрено супер, во тој район е супер ноќниот живот и има навистина убави локали, убави места. Мислам дека живе Гостивар се знае да се живее. Да, навистина е така. Барем јас имам стварно убави искуства и дешавки од таму. Господин Иван, еве како помал град, верувам дека луѓето си ги имаат оние утрински навики да се соберат во чајджилница, да си испијат чај, кафе, па потоа да ги започнат работните обврски. Има ли таква атмосфера во Гостивар? Затоа што нашата перцепција од поголемите градови за помалите е такава. Да, има се уште таа традиција така се одржува и да, секој утро можеш да видиш и по чајджилници, дали било тоа чај или кафе, луѓе кои работат заедно или кои живеат заедно, комши, се уште таа традиција е жива во Гостивар и една од добрите работи, еве, на помалите градови во овој случај на Гостивар е што се уште постои тој социјален елемент. Значи луѓето се уште се социализираат едни со други, се уште постои, еве ќе речам, тоа човечкото, да се направи муабет, да се каже дали било тоа сабајле или попладне. Така да, за разлика од... И сега околу празниците едни на други, без разлика на верата си честитаат, без разлика си се честита, ги празнуваат. Се почитуваат. И сите така, во ниту еден момент и во ниту еден период не сме имале никакви проблеми околу тоа и секогаш се продолжува истата традиција со години. Еве јас, ајде да не речам да се пофалам, него пример, лани за прв пат во градот ние имавме и за време на Рамазан, и за време на Великден, имавме, значи, градот беше украсен за тие два верски празници, затоа што прво беше Рамазан, па знаете коментарите, сега само за Рамазан го украсувате градот, но кога дојде Великден имавме и во тој период, и тогаш веќе видеа дека целта е по цело ова сивило, да речам, за жал во нашата држава, па и во нашиот град, во одредени периоди, да се внесе малку ведрина, радост, позитивна енергија, би рекол, така да
Да, Не мило сам ми е што мисли на убави гостивар, работи, да, на гостивар музика. е една Македонија во мало Да. и се уште функционира совршено. Така, беше убаво. Да се навратиме малку на спортот. Вие како тренер, колку денеска младите имаат волја да бидат дел од спортот и кога еден тренер навистина може да му каже на некој не си го троши времето? Не ми троши време. Па добро, присутна е желбата во наша држава кај младите да се занимаваат со спорт. Јас можам да кажам за конкретно за ракометот, Да. дека имаме наплив на доста млади талентирани деца. Има еден проект Ракомет за секој дете кој што ги анимира децата од најмала возраст, значи оној мини ракомет. Од која возраст може да започнат? Па мислам дека во овој проект се вклучени деца од 6 годинки па нагоре. Па нагоре. Значи тој е некаде до 11 години. После тоа тие деца се пренасочуваат во некои клубови по собствен избор. Меѓутоа мислам дека држава треба малце да го произнесеме спортот на некој повисоко ниво, да направиме една поконкретна национална стратегија, бидејќи јас лично сметам дека спортот е национален и државен интерес кој што допринесува државата од многу аспекти. Нешто такво слично направи Словенија и после таа една национална програма спортот кај нив доби една голема експанзија и даде резултати во многу сегменти. Ние се уште се држиме до некои тимски спортови, ракомет, фудбал, кошарка, одбојка, иако во дел од нив не сме баш на некој многу високо ниво, меѓутоа во доста голема мера ги запоставивме атлетиката, па и пливањето, гимнастиката, не знам, некои други спорти, борењето што беше еден спорт кој што ни носеше одличја од олимпијади се. Така да мислам дека во тој сегмент и Министерството за спорт што е треба да седнат и да изготват некоја стратегија каде што нашите стручни кадри ќе можат многу подобро да се произнесат во развојот на квалитетни спортисти од сите сегменти на спортот и каде што децата уште помасовно ќе бидат вклучени во овие активности и кои што ќе можат да допринесат не само за себе, значи и за државата и за развој на конкретниот спорт во кој што ќе земат учество. Така. Кога сме кај некоја национална стратегија, што можеби недостасува на сцената на музиката, да вие како артисти со твоите колеги можеби малку се здружите и бидете поприсутни во регионот. Светоци сме дека да речеме од соседите навистина се многу активни со сите некои платформи, кога излегуваат нивните песми никако веднаш ни се достапни и знаеме без разлика дали им ги знаеме имињата се понови или повеќе години на сцената, но никако информациите дека имаат нови песни побрзо доаѓаат отколку да речеме од некои наши артисти, иако се тука. Па мислам дека ние генерално, не знам, секогаш сме ја следеле многу сцената и музиката од соседството, дека тоа како народ си слушаме српско, мислам, тоа е факт. Така да мислам дека менталитетот ни е таков каков што ние, дека некако секогаш нашата музика не си ја почитуваме доволно. Меѓутоа сакам да кажам дека е за поздрав што последнава година-две забележувам тренд кај градоначалниците на општини дека се повеќе се организираат настани само со македонски изведувачи и повеќе се почитува некако музиката од тука. Ја забележувам дека има некоја позитивна промена. Така да се надевам дека тој тренд ќе продолжи понатаму и мислам дека мора да се дава простори на нашите. Да, мислам дека мора ние самите да си ја подигнеме нашата музичка сцена за да функционира и ние како колеги да соработуваме повеќе едни со други, мада мислам дека тоа веќе се случува и функционира, барем јас можам од својот пример да кажам и од луѓето со кои што комуницирам и се дружам приватно од нашава сцена. Мислам дека и да работи во некој позитивен правец или може да сакам да гледам така.
Па така и треба да се се надам гледа. дека така знаете ќе како велат. продолжи, да. Кога се гледа позитивно, привлекуваш позитивна Во енергија и секој тоа треба да случај, се случи. поголема поддршка и од нашата публика, Да. па и од не знам, И од државата, И од државата, да, тоа сакам да кажам. Од фестивалите, сето оно кое што нели како од се што се случува како прослави и сето оние одбележувања кои што всушност ги имаат. да, дефинитивно. Да. Дефинитивно мислам дека на таков тип на настани треба биде застапена наша музика од тука и наши изведувачи. Така е, секој чест на сите од надвор, не дека не треба да има гости, но секако мора да се остава Ама простор за кога нашите. некој од нас пеел таму, например. Да. Реално. Нас не третираат во соседството многу, а Да. ние ги пречекуваме како најголеми звезди. Кога Да. така ќе се однесуваме со таков респект кон нашите изведувачи, мислам дека тогаш можеби ќе имаме музичка добра сцена. Така, добро. Господин Мани, дали еве во Гостивар планирате да има каква е состојбата во однос на спортот, еве некој фестивал, дали постои такво нешто на Гостивар? Да, околу спортот Гостивар е познат пред се по кошарката, но и по фудбалот, но имаме и добра ракометна школа, има околу над 300 деца, женски деца кои тренираат и над 200 машки деца кои тренираат, исто така и во однос на кошарката имаме голем број на деца што тренираат, го имаме и клубот и во фудбал исто, имаме клуб во прва лига, Арсимиот Чегране, имаме академија со над 350 деца, така да спортот се развива. Општината скоро цело време помага и со средства, но помага и со тоа што сите наши спортски објекти кои се општински им се на располагање на сите овие академии, но и на спортски клубови. Околу другиот дел културата има фестивали, да, посебно во летниот период. Има The Park Festival, веќе 7 година се одржува во Гостивар. Исто така има меѓународен фолклорен фестивал, Рудина Фест, и повеќето сите овие случувања се во летниот период, затоа што, нели кажав, тогаш се враќаат нашите сограѓани кои работат. Има во текот на целата година има различни културни активности и скоро сите, можам да речам, без исклучок, кои се обраќаат до општината, сите се поддржани нормално во склоп на нашите можности. Така, што ете, да речеме, според вас би било исто така клучно за да Гостивар се развива и економски, и со образование, и со социјалниот живот? Добро, економскиот дел, кога зборуваме за надлежностите на локалната самоуправа, се лимитирани, затоа што било да се работи за некој инвеститор од надвор, така, било да и домашен, скоро се е поврзано со централната власт, со Министерство за економија и така натаму. Значи тука не би можеле вие? Не би можеле. Мерките кои ние како екипа за овие 4 години се дел од нашата програма се субвенционирање на стартапи на млади лица до 30 години со 60.000 денари неповратни средства, но од друга страна исто и субвенционирање на женски лица, без разлика на возраста, за да го развиваме женското предприемаштво, исто така со 60.000 денари сите кои ќе отворат нови бизниси. Имаме уште една интересна мерка, која се вика "Ви благодариме дедовци и баби". Така. 30.000 денари годишно за сите тие кои ги чуваат нивните внуци или внуки, а во исто време нивните синови и невести се на работа. Има мерки, се трудиме, исто така имаме 6.000 денари за секој новородено бебе. Се во склоп на можностите, но и надлежностите кои ги има локалната самоуправа. Имаме 2 младински центри кои целосно се финансираат од општината. ICANN кој работи 24 часа е отворен и Youth and Community Center, исто така втор
младински центар кои се посетуваат од многу млади. Во Ајкен може да се користат канцелариите за нови бизниси со интернет, со компјутери и ред други работи без да плаќаат за тоа. Има неколку работи кои ги правиме, се надевам че имаме можност и простор уште повеќе. Така, успевате ли со овие мерки на некој начин, затоа што сведоци сме дека младината и младите, а тие се еднината на секое општество, некако постојано бараат начин да се одат од државата. Колку да речеме, младите остануваат во Гостивар. Спомнавте дека во летното доаѓаат сите оние кои што работат надвор, можеби се тие нели од оние пустени некои генерации на печалбари што беа своевремено што се били, но исто така и младите многу не одат. Колку да речеме сега? Искрено влијанието е мало, затоа што сите ја гледаат големата слика и кога зборуваме за основните столбови на една општина или на една држава, кои што се образованието, здравството, правосудството, сите овие работи нели се мотив повеќе за да останат или пак за да си заминат. Сега за жал не само во Гостивар, во Македонија се уште младите не гледаат дека овие важни столбови се на тоа ниво каде што треба да се и се почесто решаваат да си заминат од земјава, да се надеваме дека сите ќе поработиме на тоа за да се подобрат, бар ако ништо друго тие не може сигурно да ги вратиме, но ако ништо друго овие што се тука и ние што останавме да останеме, да ги задржиме и тие за да има било каква перспектива и за Гостивар, но пак ќе речам и на ниво на нашата држава. Така. Те дали те размислуваш за можеби некоја соработка или за можеби некоја свистка сцена? Се разбира дека да. Искрено, баш не би да откривам премногу бидејќи е прерано за да откриам, ама имам такво нешто во план. Знам дека нешто мора да имаш. Да, имам се разбира и соработки тука што се испланирани, меѓутоа можеби нешто интернационално, ама да не откриваме бидејќи уште во зачеток, во зародише идејата, а секако имам и неколку проекти со наши артисти, мои колеги, искрено едва чекам да се реализираат бидејќи дел од нив се веќе снимани со спот. Како пример песната со Таско, која што требаше да искочи крај на август, меѓутоа одложивме тек за на пролет, така да комплетно е готова со спот со се. Имам уште една песна заедно што треба да пуштиме сега на пролет, така да со Таско? Да, имаме две песни со Таско. Зашто не ја пуштите веднаш? Зашто се чека пролет да го готово? Нешто тактизираме. Па не, едното е ептен летна песна, ептена летна песна, спотот е сниман во Охрид. Многу убаво изгледа спотот, баш како разгледница на Охрид. Еден од моите помилени спотови би рекла. И така баш е убава пролетна летна песна и мислам дека ќе биде добро прифатена од публиката. Имам една моја песна соло што ја спремам што исто така доста брзо ќе излезе, така да мислам дека пак ќе се дружиме заедно месец дена. Бидете така да. Да, интересно е што имаме уште некоја минутка таман да споменеме за уште една друга професија твоја, си радиоводител. Мислам веќе некој време си дел од Урбан FM. Како се снаоѓаш во таа улога? Ако сакаш да поставиш прашање слово, тоа е појако од него. Да ги смениме малку улогите. Јас сум дел доста долго време од тимот на Урбан FM. Еднаш во недела водев подкаст уште од пред некои 2-3 години, но од неодамна сум секојдневно дел од нивната програма, значи од 12 до 14 часот водам радио емисија секој ден. Манките расониме утрово ќе бидеш спремна денес. Урбан Бла Бла, да. Стварно ме расонивте, да. Бидејќи обично станувам малку подоцна, на кај 10 станувам, искрено. Ето денеска станав порано за вас. Ама баш ми е мило искрено, бидејќи знаете дека и двете ве сакам и приватно си соработуваме и се дружиме и ми беше ептен мило што заедно ве начекав, бидејќи обично знам дека се менуваат тука во двете бараме. Да. И ете се погодивме да сум со двете во термин. Да, искрено многу убаво се снајдов во некако радиоводите. Зборувањето секогаш ми одело. Мала сум си по зборувањето. Не, во тоа магија, иако нема екран, а меѓутоа останува на некако магија да луѓето фантазираат, замислуваат околу водителот, се тоа на кое што ти го пренесеш. Не знам дали вие ќе се сложите со мене дека еве пример
нас на кои што на некој начин работа, на вас во телевизиски формат, на мене сега во радио. Јас во приватен живот не сум толку по зборењето. Да, сосема те разбирам. Сакаме да се покјутиме кога не сме на значи во кругот на моите најблиски јас сакам најмногу да си кјутам. Тие со кои што сум најблиска, најмногу си кјутам. Така да често пати вело тебе каже нешто, па до цел ден зборам. Се разбираме. А инаку супер, да, супер се снајдов и ете од тука одам во радио. Ќе ти спратиме разборувано. Ќе ми испратите. Ќе ти ги пратиме слушателите таму. Така. Тука за жал ќе мора да направиме една кратка пауза, секако останете понатаму на Канал 5 со Здрава Македонија, да погледнеме дел од рекламите и се враќаме со нашите гости во студио. Имаме интересни прашања кои што ќе им ги поставиме. Останете со нас.